79 години македонско радио и 59 години македонска телевизија. На неа го ставаме фокусот и наредниве минути во утринската програма. Нема демократија без професионално новинарство, слободното медиумско изразување пак е знак за здраво општество. Ова се само дел од темите кои што во следното линковско вклучување колешката Елизабета Кузмановска ќе ги отвори со поранишниот уредник на информативната редакција Димче Велјановски. Повелете. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до сите колеги на Македонската радио телевизија. Уште еднаш честитки за 59 години македонска телевизија, 79 години македонско радио. Како што најави Кристина Талеска Големтеова, имам чест да разговарам со мојот прв уредник во информативната програма, она што се го научив во новинарството, во информирањето, и навистина сум му огромно благодарна. Разговарам со поранешниот уредник на Скопска програма, уредник на информативната програма на македонската телевизија Димче Велјановски. Добро утро, како сте? Добро утро, добро ве најдов и честит празник. Навистина ми е особено чест и некако имам посебен адреналин денеска, а особено ми е драго што ќе разговарам со вас. Бевте познат, долги години бевте уредник на Скопска програма, затоа и така ве најавив, од каде што беше порано важеше за расадник на млади новинари, како веливме ние, таму го печевме занаетот. Така отприлика беше. Скопската програма навистина во македонската телевизија беше своевидна школа на млади кадри. Почнавме еден нов проект во тоа време, пред 20-30 години. Една програма во која што се обидувавме да допреме до интересите и потребите на граѓаните на едно локално ниво, така да кажам, на она што име секојдневно како проблем, односи со комунални предпријатија, со управата, со министерствата и со градските власти. Кажувам Скопска програма, меѓутоа тоа беше појас Скопска програма и програма на градовите. Така, тоа беше емисија посветена не само на Скопје, него и на градовите во Македонија. Тоа беа своевидни мозаични програми во кои што се обидувавме да го доловиме животот не само во Скопје, туку и во другите градови на Македонија, да ги презентираме успесите, проблемите, секојдневието, она што е секојдневна преокупација на граѓаните на Македонија. Од Скопска програма, нормално, бидејќи сето тоа влегува, сето тоа, сакам да кажам, тој појас влегуваше под информативната програма, потоа бевте и уредник на вестите и на информативната програма. Нешто што бараше поголема одговорност, како велиме 24 часовна присутност и со буквално со умот, а нормално и многу часови посветени во дескот, во редакцијата вести. Така е, ама јас почнав во дескот. На времето така се почнуваше занаето со новинарството во дневната редакција на телевизијата, потоа бев и уредник и водител на телевизискиот дневник долги години, а своевиден предизвик представуваше Скопската програма, која што предмалку кажа дека беше своевидна мозаична програма, која 4 пати неделно се емитуваше по 2 часа и по 1 час. Значи околу 5-6 часови програма во која што требаше да има интересни содржини. Покрај она што представува проблеми на граѓаните секојдневни, се обидувавме да донесеме и малку забава, малку занимливости, малку историјат од културното живење на самите градови. Да ги презентираме луѓето што представуваат нешто во тие места. Кажавте дека пред се треба новинарот, особено оној новинар, ако се продолжи да работи во информативната програма, како велиме првин во дескот, да научи да пишува вести, потоа да знае да ги прочита и така натаму. Значи тоа е една, како велиме, долготрајна можеби работа, меѓутоа ако ќе го испечеме занаетот, потоа веќе, како велите ви уредниците, можете да не фрлите на улица. Така е, отприлика добро си го запамтила тоа. Запаметила, нели? Така. Се трудиме да зборуваме македонски. Така. Литературно, нели? Така. Точно така, да. Бидејќи на времето немаше специјален факултет кој за производство на условно речено производство, создавање на новинари, главно се темелевме на личните амбиции и желбите на идните новинари,
кој има желба да го има трпение, бидејќи ова е занает кој бара многу напор и откажување. Македонската телевизија, ајде ќе се осврнеме на македонската телевизија, бидејќи сепак сте човек кој што долги години сте го посветиле на македонската телевизија. Што значи македонската телевизија за државата? Па медиум. Тоа е медиум, тој беше и остана медиум, без разлика што сега медиумскиот простор го покриваат голем број на телевизии. Ми се чини дека македонската телевизија како јавен сервис беше и останува таква да понуди вистинска, правовремена и објективна информација за она што се случува или за она што ќе се случува, да биде репер според кој граѓаните ќе го изградат своето мислење за одредени настани, за одредени случувања. Верувам дека гледате македонска телевизија, гледате телевизија можеби и другите, меѓутоа ние ќе се осврнеме сега, бидејќи нас ни е денеска празник, денот на македонската радио телевизија. Ако се вратиме наназад, како велиме, новинарството, знам дека и тоа има развоен процес, се менува и во техничко-технолошкиот, медиумски, информативен, буквално целосен простор. Меѓутоа, пак ќе се осврнам за новинарите, за идните новинари, бидејќи сега навистина преку социјалните мрежи, интернетот си го прави своето и многу лесно може да дојдат до информацијата, која што па може да биде и лажна, нели? Како треба да се градат како новинари? Еве едно ваше видување, бидејќи навистина целиот животен век го посветивте на новинарството. Ова е тешка професија. Бара многу самооткажувања, но бара и градење на собствен интегритет. Како личност, како новинар, кој би требало да го презентира или да го истражува она што граѓаните не ќе може да го истражуваат и да ја презентира објективната состојба за одредени настани, за одредени случувања, за одредени луѓе. Тоа е голема одговорност и ми се чини дека новинарството во моментов плива и ваму и таму, но се повеќе се изградува како, особено македонската телевизија, како јавен сервис, кој се трудеше, а и се уште се гледа македонската телевизија, се труди да понуди вистинска информација. Информациите живеат само 24 часа. Вчера беше телевизискиот дневник, а веќе утре се случуваат други настани. Но она што ќе го кажат и што ќе го презентираат новинарите, треба да биде вистина. Сте работеле ли со колегите? Знам, треба да најавиме нешто што ќе следува имитувано, снимено. Сте работеле со колегите Петар Залев, со колешката Виолета Димовска. Петар Залев исто така беше долгогодишен, мислам дека своите пензионерски денови ги заврши исто така човек од информативната програма. Виолета Димовска сега е уредничка на Собранискиот канал, меѓутоа долги години беше во информативната програма, во вести водеше внатрешна политика, и Мирјана Василева, која што ја водеше надворешната политика. Да, прекрасни колеги. Сум имал одлична соработка со нив. Ние сега се слушаме и коментираме одредени настани што се случуваат. Беше пријатно да се работи со нив. Секако секој држеше до своето мислење, а така и ги градевме ставовите. Кога ќе ги составиме сите поединечни и различни мислења, се градеше она правото, вистинското, што треба да биде презентирано или каква емисија да се направи, каков прилог да се направи. Така да, навистина ми е многу драго што ги споменате моите колеги, драги колеги. Јас само ќе се надоврзам во следните минути да ги погледнеме изјавите, уште еднаш ќе повторам, на Петар Залев, на Виолета Димовска, уредничка на Собранискиот канал, Петар Залев, пензиониран наш и уредник и новинар во информативната програма, и Мирјана Василева, која што беше новинар во информативната програма, во вестите, ја третираше надворешната политика. Воедно ги поздравувам и би сакала сега да ги слушнеме нивните видувања за македонската телевизија. Годишнината на македонската радио телевизија, односно македонското радио, потоа и телевизијата, секогаш
не враќа во некои минати години кога имавме генерации и генерации кои поминале тука. Се знае дека една интелектуална елита беше постојано присутна во македонската радиотелевизија, академици, универзитетски професори, автори од различни профили, луѓе кои се школувале секаде по светот беа присутни тука во оваа куќа и практично тука е и основата на македонското новинарство електронско, што практично значи дека генерациите кои се школуваа условно во оваа куќа практично го отворија целиот електронски пазар во Македонија. Премијата малку се променети, да не речем малку поеќе, со оглед на тоа дека генерации доаѓаат и одат, се отвараат нови простори, меѓутоа медиумскиот простор практично ни сите овие години овозможува да се создава некое квалитетно ново производство. Во ваквите денови секогаш кога се враќаме назад, кога го враќаме филмот на период, не знам, 10, 20, 30, 40 години, практично доаѓаме до тоа дека целиот амбиент информативен беше и се уште останува приоритет за сегашните генерации кои работат во медиумските куќи. Факт е дека печатените медиуми одат во некое надолно ниво со оглед на цената на чинење, но затоа се појавуваат нови медиуми кои се присутни во македонската радиотелевизија. И да не должам, нека ни е честит денот на македонската радиотелевизија. Моето 40 годишно искуство во македонската радиотелевизија, тогаш радиотелевизија Скопје, како државен тогаш сервис и според стандардите на BBC, бидејќи бевме членка на ЈРТ у тоа време, секогаш се водеше да го привлече и да ги задоволи интересите како телевизиски производи во сите жанрови јавното мнение. Од денешен аспект, со оглед на големата технолошка развој, големиот технолошки развој на целиот медиумски простор, не само во нашиот македонски, туку и на светско ниво, се предаваат и препораки кои што ги трасираат новите патишта на јавниот сервис, а јавниот сервис е тој кој што спаѓа македонската радиотелевизија во заокружување на современиот начин како да го привлече и вниманието, има и голема улога во креирањето на мнението овде во нашиот простор, затоа што еднаш македонска радиотелевизија, секојаш македонска, тоа е моето мислење. Денешните млади гледаат TikTok, кратки вести, а би сакала македонската радиотелевизија да го следи тој тренд и преку социјалните мрежи со своите содржини има што да понуди да се најде. Така да мислам дека и програмата што детската програма што е македонската телевизија, тоа е јавно кажана оценка од Женева дека успеала за време посткоронскиот период да го наметне како еден воспитувач на јавното мнение, а ми е драго што се обновуваат и многу домицилни програми на македонската телевизија, како што е вечната за мене и многу популарна утринска програма. Ги слушнавме изјавите на нашите колеги, ако не гледаат, навистина ќе ги поздравам. Уште еднаш сосема на крај да честитаме и како велиме да биде, да трае, да биде долговечна и да ги следиме буквално светските трендови во медиуме. Така е, се согласувам со тебе. Нека е среќен празникот, а и македонската телевизија да остане она што била и така да продолжи понатаму. Ви благодарам за разговорот. Студио. Благодарам, Бети, за убавиот разговор, убавите пораки со Димче Велјановски, твој и мој своевремен уредник исто така во информативната програма.